Струмичани ги извадија долго подготвуваните маски и ја открија тајната која што со месеци ја таат од другите карневалчии, кој создал поубава и пооригинална маска. Канделабри, змејови, екзотични перија и многу шминка за да се долови идејата која што ја креирале. Маскирани до непрепознатливост пристигнаа учесниците на маскембалот. Долазимо из Beograda. Овде смо веќе 10 година, подржавамо овој најбољи струмички карневал на Балкану е, а маска коју носим е Сан Патрик. Мој пут уже 6-7 година, а тука при карнавале. Саме најдобри, саме супер карнавалче за балкански регион, честно говорю. Маскембалот од 2003, 2004, 2005 и така натаму. Нашата маска оваа година капка светлина на љубовта, карневалска група Мулен Руш. Оваа година, исклучно бидејќи беа деновите доста студени и маската изработувавме некаде околу месец и половина. Јас сум од Куманово. Што представува вашата маска? Нашата маска представува снег. Ператен, да. Чи не, идеме секоја година, значи ние сме стварно и поканети на наше друштво, иначе ние живееме во Дортмунд, само за карнавалот сме овде викендот. Принцот и принцезата на маскембалот, брачниот пар Ташеви, се представија како гости од друг свет. Тие вечерва го отвараат големото дефиле низ струмичките улици. Прекрасно, изненадени сме и навистина ни е чест да бидеме принц и принцеза на оваа вечер. Ова маска е ентузијастичка маска, кој што ја нарековме некако на струмички како животинки од другиот свет. Организаторите на карневалот велат дека сместувачките капацитети во градот и околината се исполнети до последно место и очекуваат десетици илјади посетители за карневалскиот викенд. Веќе повеќе пати во изјавите за медиумите на пресконференцијата најавивме дека годинава поради преклопувањето на католичкиот и православниот календар, односно Великден, одредени групи не можат да дојдат, затоа годинава направивме напор да го имаме истиот број, меѓутоа од други земји. Го зголемивме бројот на наши традиционални учесници од Србија, од Бугарија, Албанија, меѓутоа еве годинава направивме посебен напор поради недостаток на другите групи, тоа да го надокнадиме со групи кои за прв пат доаѓаат. Тоа се две атрактивни групи од Русија и од Аруба. Имавте прилика да ги видите. Тие покрај тоа што се добро маскирани, ќе направат и убави шоу програми вечерва овде, со што атмосферата мислам дека ќе биде малце поразлична од другите години на струмичкиот маскембал. Во тоа се уверив пред малце на карневалското парти кое започна вечерва во шаторот на Ројал Парк, каде што се направи фантастична атмосфера, така да што моравме да го пролонгираме нивното доаѓање овде. Таквиот почеток на карневалските денови укажува дека струмичкиот карневал продолжува да чекори гордо и смело, значи и да биде секогаш привлечен и различен од претходната година. Вечерашниот маскембал е една од препознатливите содржини на традиционалните карневалски свечености во нашиот град. Секако особено задоволство ми представува што ќе бидам дел вечерва од овој убав настан. Јас се надевам дека присутните на маскембалот нема да му замерат на ВД градоначалникот што дојде немаскиран. Секако на мојата одлука влијаја неколку работи. Една од нив е и обемните обврски кои што ги имам како ВД градоначалник во општина Струмица, секако и актуелната политичка ситуација во државата. Но тоа воопшто не е битно, најбитно од се е вечерва добро да се забавуваме и да се дружиме и секако како струмичани да ја реализираме оврската, а тоа е да го задржиме епитетот кој што го има струмичкиот карневал, а тоа е да биде еден од најдобрите карневали во Република Македонија, секако и еден од најдобрите карневали во Европа и светот. На карневалската парада низ струмичките улици ќе учествуваат над 3000 маскирани лица, поединечни и групни маски од земјава и странство.